Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во денешното видео повторно ќе презентирам содржини од најновата книга на авторката Шефалица Бари "Родителска карта". Ова видео ќе има наслов "Од дисфункционални образци кон свесни избори" и тука ќе ви прочитам неколку стихови од авторката Шефали. Уморна сум да се вртам во круг со тебе, дете мое. Ме боли што не можам да допрам до твоето срце. И постојано ги пропуштам знаците. Не знам што правам погрешно. Се што знам е само сакам да го направам тоа како што треба. Но нешто продолжува да ми создава препреки на патот. Создава бездна. Толку широка помеѓу нас, толку болна и длабока, која не повредува и двајцата. Мојата најголема желба е да ја спојам нашата разделба и да создадам длабока врска од која ќе ни се одземе здивот. Шефали ова видео, поточно во ова видео јас ќе го започнам со една нејзина практика, значи нејзина случка од нејзината пракса. И во книгата пишува за еден нејзин клиент кој што бил татко на еден 17 годишен син, таткото се викал Дейв, синот Скот. И тој дошол кај Шефали затоа што имал една потешкотија да може да ги препознае, да ги забележи своите нефункционални образци на однесување во односот со своето дете и токму поради тоа тој како резултат на тоа останувал заглавен во односот со своето дете. Тој бил 47 годишен, извршен директор на една технолошка компанија, бил доста успешен, доста компетентен како таков во фирмата, како вработен во фирмата, и неговото дете било еден од најдобрите играчи на бейсбол во средното училиште, во кое што одело. Меѓутоа, исто така играњето бейсбол било едно од најубавите работи за самиот татко. Тој се чувствувал многу среќен кога често пати волонтирал во самиот тим во кој што учествувал неговото дете. Меѓутоа, откако се случило да се разболел тренерот на тимот на неговиот син, и во тој момент тие побарале замена и тука веднаш се вклучил таткото Дейв и токму поради тоа бил многу среќен за тоа што можел да го тренира тимот на неговиот син, и каде што и тој бил вклучен. Меѓутоа, што се случило? После тоа се токму настанале големите проблеми помеѓу неговиот син и него. До толку се случила емотивна разделеност, значи настанале кавги, настанале конфликтни на дневно ниво, дури се случувале случаи да сака да се испотепаат таткото и синот еден меѓу друг. Но токму поради тоа и дошол таткото кај Шефали за да може да се разреши целата таа ситуација. Меѓутоа, кога станале најжестоки расправите? Најжестоки станале кога неговиот син одлучил дека повеќе нема да игра во тимот, се додека таткото не се откаже од тренерската функција. Меѓутоа, таткото бил тој кој што се спротивставувал на сето тоа и сметал дека неговиот син се однесувал како едно разгалено детиште и дека бидејќи според него сите во тимот го сакале, сметале дека извршувал една извонредна работа како тренер, но само неговиот син не сметал дека тоа е така. Неговиот син Дейв, неговиот син Скот сметал дека татко му многу го раководел тимот преку една голема контрола на сите околу себе, особено него како син, и
токму поради тоа во последно време почнале да му се јавуваат едни чувства на срам, значи почнало детето да се срами од односот на таткото спрема него кога играл во тимот. И се чувствувал едноставно понижен од таткото и кога дошле двајцата кај Шефали морала да на некој начин да ја скроти таа многу голема тензија која што постојала помеѓу нив, помеѓу таткото и синот, и затоа што и самата увидела на почетокот колку тие биле емотивно оддалечени еден од друг. И кога Шефали го охрабрила синот да си ги изрази своите чувства, тој рекол: Шефали, татко ми едноставно не разбира колку е доминантен. Мисли дека е најдобар, мисли дека се знае. Меѓутоа тој само издава наредби и ме прави мене да се чувствувам лошо. За сите грешки кои што ги правам, упорно ми ги нагласува и јас поради тоа почнувам да се срамам од сето тоа. Порано уживав јас кога играв во тимот, играта ми беше представуваше за мене огромна радост, меѓутоа сега апсолутно не се чувствувам така. Чувствувам еден голем страв и затоа што сметам дека тој тимот го претвори, играта во тимот ја претвори како еден воен логор, каде што само диктира, каде што само наредува и другите соиграчи не сакаат да му кажат, ама и тие таквите чувства на страв ги чувствуваат. И татко ми беше и порано таков, додека бев мал, и цело време ми диктираше и токму поради тоа јас мразам кога татко ми влегува во една таква улога на диктатор. Меѓутоа таткото тогаш, слушајќи го ова, го прекинал наеднаш и почнал да зборува: па јас не сум таков, јас апсолутно не сум таков, ајде кажи на Шефали, кажи за случката пред некој ден, за збрката која што ми ја направи, па јас не сум ти татко на теренот, јас сум твојот тренер. Моја работа е да ти ги посочувам твоите грешки и особено да ги посочувам твоите грешки затоа што јас сум ти татко, ти посветувам големо внимание. Затоа што никој нема да го направи ова за тебе. Никој не го прави ова како што јас го правам за тебе. И Шефали, слушајќи ги зборовите на таткото, забележала колку таткото, значи, сето тоа влегол во една голема емоционална реактивност кон своето дете во односот и забележала токму поради тоа зошто детето и како се повеќе се оддалечувало од таткото, едноставно не му давал простор да се приближи кон него. Меѓутоа таткото понатаму продолжил и му рекол на синот: па синко, гледаш дека јас ова го правам затоа што те сакам. Ова е причината зашто одвојувам толку време и од работа, го тренирам овој тим, да не беше ти, јас, синко, воопшто немаше да се грижам. Го правам ова само заради тебе. Меѓутоа Шефали што забележала? Дека таткото се бори со целиот тој случај. Од една страна тој навистина го сака своето дете, се прави една жртва во своето време, значи одделува од своето време само заради љубовта кон своето дете, меѓутоа сепак како и голем број на родители, таа вели дека тој не успел да забележи како начинот на кој што се справува со своето дете всушност однапред е предодредено на неуспех. Зошто? Затоа што неговите намери биле исправни, меѓутоа пристапот со кој што настапувал бил сосема погрешен. Значи, зошто е тоа така? Од каде утврдила Шефали? Утврдила затоа што синот едноставно не можел да оствари поврзаност со својот татко, значи не постоела вистинска поддршка, вистинска љубов, не постоеле вистински чувства, една убава енергија помеѓу нив. И затоа што децата најмногу тоа го чувствуваат. И поради тоа тие ја чувствуваат таа енергија од родителот како злоупотреба. И со што се создава една емоционална заплетканост.
И Шефали ги прашува родителите дали вие некогаш вака родители сте се чувствували изфрустрирани од страна на вашите деца. Затоа што без разлика какви се нашите намери, колку и да се добри нашите намери, децата во ваквите моменти како нас не наблюдуваат како родители, не наблюдуваат како, во наводници таа го вели тој термин, како ѓаволот едноставно да е влезен во нас. И меѓутоа, која е причината за ваквата исклученост, за ваквата неповрзаност и разделеност? Е заради нашата несвесност како родители, заради тоа што ние работиме несвесно од едно место на егоична контрола кон децата. Нашите деца тие се спротивставуваат кога тоа нешто ќе го осетат. Затоа што децата се уште се тие во својата природност, се уште тие сакаат да останат во својата емоционална рамнотежа во која што си се во својата природна емоционална рамнотежа. Меѓутоа, кога тие сето тоа ќе почувствуваат таа енергија која што не се одвестува, не ја одобрува, не ја надградува, не ја одржува природната рамнотежа емоционална кај децата, тие таа енергија ја чувствуваат како манипулативност од страна на родителите и возвраќаат на било кој начин на кој што нив му доаѓа. И таа вели да, родителот размислува во насока на тоа дека јас ама го правам јас најдоброто за моето дете. Или како што таа објаснува во книгата, родителот во овој случај, Дејв, како и се обратил на Шефали кога ги кажувал своите најдобри намери. И велел, јас морам да му помогнам на моето дете да биде најдобрата верзија сега во овој момент. И ќе направам се што е потребно, се што е во моја можност и што не е, само за да го направам да биде најдобрата верзија во себе. Меѓутоа, ние кога како родители имаме упорно такви намери да ги обучиме нашите деца, да сакаме да ги обучиме, во наводниците вели да сакаме да ги стренираме, децата да станат подобра верзија од себе, од она кој што се тие во моментот, во сегашниот момент, ние едноставно како родители не разбираме колку деградирачки влијае тоа врз детето, колку ја намалува моќта на детето, колку го намалува неговиот детски дух, колку ја намалува неговата значајност. Значи, ние како родители тогаш потврламе да видиме дека нашата желба да ги направиме подобро, да ги направиме да бидат подобри за воиднина, по суштина доаѓа од нашите стравови, од нашето чувство за невредност, од нашиот недостаток за невредност. А таа желба за воиднина може би никогаш нема да се оствари со нашите деца, ама ние што ни останува нас? Нас ни останува само работите онакви какви што се во сегашниот момент со децата. Какви се тие во тогаш? Само влошени се. Значи, ни останува разделеноста со нашите деца. И следната недела таа се враќа на примерот со таткото и детето, таа го повикала родителот на една индивидуална сесија, каде што навистина имала потреба да разговара со него со цел да му го предочи гледиштето на неговото дете, меѓутоа таткото едноставно не сакал значи едноставно не го сакал тоа, не сакал да ја слуша Шефали и почнал значи тој ја прекинал во сето тоа и рекол, види Шефали, стин ми е само еден голем плачко. Тој едноставно е едно разгалено детиште. Секогаш си наоѓа некои причини да си ја прикаже својата негативност, досадено му е и мене ми е досадено, уморен сум од неговите протести. Најдобро би било јас да го изфрлам синот од тимот, затоа што има лош став. Ама преку сето тоа јас се обидувам да го направам она што е потребно за него. А тоа е најпотребно, затоа што тој се однесува како едно проклето, разгалено детиште.
Меѓутоа Шефали што увидела преку овој бес кој што го поседувал таткото во тој момент? Едноставно тој не можел да види како влегува во една состојба на безгрешност. И со тоа сериозно го оштетува чувството за вредност, чувството за валидизираност, самопочита кај своето дете. Самодовербата кај своето дете. Значи, таткото овде бил навистина во една целосна разделеност со она што значи да се биде родител, значи бил во една родителска замагленост, тој се изгубил од патеката на мисијата како вистински родител, наместо да биде таму за своето дете, како добар насочувач, како родител кој што треба да му даде поддршка на своето дете, тој обратно, тој правил се за себе, значи влегол во една обратна насока. И ова не е невообичаено за нас како родители, го спомнува тоа Шефали во книгата. Ние да имаме целосно засенување на нашето сочувство спрема нашите деца, едноставно да не сакаме да си го отвориме собственото срце спрема нашите деца. Како во таквите моменти ние да сме обземени од некоја вонземска сила, која што е толку моќна, толку заводлива, што не превзема до степен да не сме свесни за она што го зборуваме, за она како се однесуваме. Зошто е тоа така? Затоа што тоа е нашето ѓубре, нашиот отпад од нашето детство. Значи, нашите непроцесирани чувства, неиспроцесирани емоции, недораснатости, кои што не сме ги успеале да ги спроцесираме од нашето минато во детството. И понатаму Шефали му се обратила на Дејв и му рекла: Дејв, твојот син е толку многу расејан токму заради твојот контролирачки став во тимот. Зарем ти на почетокот не кажа дека му се придружуваш на тимот само да му дадеш поддршка на својот син? Меѓутоа ти се овој пристап, дали забележуваш дека го правиш токму спротивното? Создаваш една голема разделеност помеѓу вас. Меѓутоа тогаш таткото силно се спротиставил на тоа и се обратил на Шефали. Па како се осмелуваш ти, Шефали, ова мене да ми го зборуваш? Јас сум му најголемата поддршка на моето дете. Јас сум во право. Скот е едно неблагодарно дете. И тој мисли дека е во право. Јас раката би си ја дал. Само кога мојот татко би покажал барем 1/10 поддршка од она што јас му го покажувам на моето дете. Јас би умрел да имам таков татко, кој што би се грижал така за мене на начин на кој што јас се грижам за моето дете. Јас правам премногу за него, Шефар. Меѓутоа, тогаш Шефали точно во книгата пишува: ете го долго очекуваниот момент. Ете ја, раната од детството. Таткото верувал дека е љубезен спрема своето дете, давајќи му го на својот син работите кои што самиот тој никогаш не можел да ги добие од собствениот татко. Значи, Дејв на тој начин ги проектирал собствените рани од минатото врз Скот, а со тоа ја потикнува, ја потполнувал собствената слика за себе, за оно што тој сметал дека еден татко треба да биде. Меѓутоа, што можеме да забележиме овде? Како однесувањето на таткото било вкоренето и потекнувало од неговите болки од минатото и немале врска со она што го сакал неговиот син, она што му било навистина потребно на синот. Таткото си ги потполнувал своите потреби, занемарувајќи си го своето дете, неговата суштина во процесот. И Шефали токму поради тоа морала да најди некој нежен, понежен пристап за да може да му го покаже огледалото на таткото, тој да може сами од себе си да се види.
како делува од место на собствената проекција, за да може да се коригира. И тогаш му рекла: Дейв, ти се обидуваш да го поправиш своето минато. Нели? Ова е она по која што ти копнееше како дете за својот татко. И бидејќи ти никогаш не си го добил, сега ти се обидуваш да го пренесеш тоа кај своето дете, да се убедиш со Скот. Но твоето дете не се чувствува како ти што се чувствуваш. Ти ги проектираш твоите потреби врз него. Воден си од собствената агенда да ги поправиш работите. Твоите грешки од минатото. Ама тоа не функционира во односот со твоето дете. Затоа што тие не се негови. Тие не се за него, тие се за твојот татко. И вака, ако продолжиш, ти само си ги расипуваш односите со твоето дете. Меѓутоа, ова освестување за овој родител, да може да си ја препознае својата контрола, траело долго време, многу долго време. Зошто? Затоа што цело време тој бил со својот ум само можел да ги препознае своите добри намери, ништо друго. И дури после голем број на сесии за неговото минато, тој успел да свати дека израснал со татко кој што целосно го игнорирал, го занемарувал, никогаш не му обрнувал внимание и токму како резултат на тоа што се јавило кај него, една огромна жед, една огромна потреба да еден порив да може да се потврдува, да ја потврдува собствената вредност кај својот татко. Бил најдобар на училиште, најдобар во класот, бил најдобар спортист во генерацијата. Меѓутоа, овие достигнувања не допреле до татко му. Воопшто не можеле да допрат до неговиот татко. Затоа што тој никогаш не сакал да оди на неговите надпревари, да слуша за неговите достигнувања. Ниту на училиште, ниту во спортот, а и понатаму подоцна во неговата кариера. Ништо не го интересирало. И така да односите со неговиот татко и ден денес воопшто не биле многу затегнати. И на една од сесите тој се опуштил и раскажал на Шефали и рекол: Шефали, да, јас мислев дека правам добро за моето дете. Меѓутоа, преку овие разговори долго време кај тебе и после оние настани што се случија со моето дете, јас сватив навистина дека многу лудо се однесував. И дека цело време, всушност, се борев против она кое што и не сакав, токму тоа, од тоа сакав да бегам. Да не го направам тоа на моето дете, ама паднав во замката. Меѓутоа, Дейв тогаш сватил како неговиот недостаток од сигурност, од самопочит, едноставно ја потиснала жалбата да може Дейв преку како тренер кон својот син да може да му го даде она кое што на вистина му било потребно. А се случило обратното. Сакал да му го даде на својот син она што било за неговиот татко. Да му го даде она што никогаш неговиот татко не му го дал. Никогаш тој не го имал добриот татко. И секогаш кога не го добивал како фидбек назад од своето дете, што правил? Таа валидизација кога не ја добивал повратно, тој влегувал во страдање. И што се случувал? Секогаш се чувствувал помал во своето его. И како го покажувал после тоа? Кога му се намалувало егото, влегувал во една контрола и во агресивност во односот со своето дете.
И како што правил во детството, значи сега тие истите шеми ги повторувал со детето, да биде најдобар со својот син. При тоа да не води сметка за чувствата на своето дете, за суштината на своето дете, да го види во суштина што е она што навистина му треба во тој момент, во сегашниот момент. Со други зборови кажано, тој бил сиот во себе, во својот ум, за неговите минати, болки и страдања, без воопшто да води сметка за благосостојбата на своето дете. И кога сето тоа го правил, тој излегувал како родител од контролата од својата родителска патека. Но откако родителот ги осознал овие негови образци на однесување, сите тие шаблони, тоа се случило дури тек после една година. После една година на вистина тој успел да го промени начинот на кој што се однесувал сите тие шеми, тие минати образци и да оди по еден пат преку кој што достигна една повисока свесност во однос со своето дете. Значи, покажал една повисока свесност со своето дете. И таа свесност го носела секој ден се поблиску, секој ден се еден чекор, па друг чекор, се понапред во однос со своето дете. Исто како цветовите, кои што се отвораат кога ќе го осетат сонцето. И тоа е убавината на децата. Тоа е најголемата придобивка која што ние како родители можеме да добиеме од децата. Затоа што тие не сакаат во својата суштина да останат затворени и да се наоѓаат, да бидат во ограничени, во 4 рамки, во една кутија на стереотипност. Децата секогаш се откриваат. Секогаш кога ќе почувствуваат дека од страна на родителите се огреани од нивната топлина, кога се чувствуваат безбедни, секогаш децата се отвораат. Исто како цветовите кога ќе го почувствуваат првиот сончев зрак, кога ќе почувствуваат светлината, така и децата, кога ќе почувствуваат нашата светлина, кога ќе почувствуваат нашата родителска топлина, тие секогаш се отвораат спрема нас. И затоа првичниот отпор на Шефали од страна на родителот не е бил невообичаен, не е бил чуден. Зошто? Затоа што таа вели низ сите години, низ кои што јас родителствував, сватив дека најголемиот број од родителите ние функционираме на едно обстаночно ниво. Автоматски, роботично. Се движиме ни животот со една многу голема реактивност, со една многу голема импулсивност и сето тоа го внесуваме во однос со децата, а тврдиме дека сме свесни како родители. Кога во суштина, во тие моменти кога реагираме, мислиме дека јас брзо изреагирав, ова не му го дозволив ова на детето, ова го направив, навреме делував, дека сме во суштина ние свесни. Меѓутоа не е така. Во моментот ние само реагираме од сопствените детски потреби тогаш. Ние не можеме да се оддалечиме од несвесното родителство и да се поврзиме со децата на еден поприкладен начин, се додека не застанеме, не сме спремни да застанеме насред таа реакција и да се прашаме: чекај, од каде ми доаѓаат овие чувства? Дали доаѓаат од моето минато? Дали доаѓаат од мојата сегашност? Зошто делувам вака?
Исто како и примерот со родителот, така и голем број на родители ние не сме свесни за нашето влијание врз нашите деца кога ги родителствуваме. Особено кога испуштаме една дива енергија на реактивност, на емотивна реактивност, која што е многу тесно поврзана со нашите минати образци, со нашите минати болки од минатот, со нашите болки и страдања од минатот. И повторно Шефали во книгата пишува: се додека родители не станеме свесни за нашите образци од собственото детство, ние не можеме свесно да воспитуваме деца. Меѓутоа таа вели, доколку ја читате мојата книга, постепено ќе научите како да излегувате од овие дисфункционални образци. А јас ќе ви кажам, само следете ги моите видеа и навистина, доколку сакате, доколку ви се допаѓаат, и вие ќе научите како да излезете од дисфункционалните образци. Сето тоа во идните видеа ќе ви го прикажам. Само сето тоа да го следите, родители, во советувам, со низ едно чувство на љубопитност и со едно чувство на резиграност, а не со чувство на осуда. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.